Официјална Софија е зачудена од острите реакции на Скопје во врска со бугарскиот клуб во Битола Ванчо Михајлов, откако бугарското МНР денеска писмено реагираше откако што ја нарече во дописот антибугарската кампања која се води во Македонија. Во реакцијата се наведува: повторно сме сведоци на говор на омраза против Бугарија кој е поттикнат од парламентарните политички партии, представници на јавноста и на академската заедница. Посебно загрижува фактот што се прават обиди Бугарија и бугарскиот народ неправедно да се изедначат со фашизмот. Ширењето на тенденциозни погрешни толкувања на историјата е токму една од причините поради која имаме договор за добрососедство и формирање заедничка комисија за историски прашања. Очигледна е потребата таа да направи вистински напредок на чувствителните теми во нашата заедничка историја. И поранешниот премиер, сега веќе и прв опозиционер, претседателот на ГЕРБ Бојко Борисов, пак одговарајќи на новинарски прашања на последната пресконференција, кој е неговиот став по однос на последните случувања со Македонија, но и препораките на Европската комисија, двете земји да најдат решение за Македонија да може да го почне процесот со Европската унија. Борисов со одговор дека и тој е за, но мора да се испочитува договорот за добрососедство. Борисов со критики до премиерот Петков дека властите во Софија не се снаоѓаат најдобро во водењето на овој процес. Ние сме за процеса, много пъти сме го казали, има договор за добросъседство, който трябва да се спази. Има начин това да се установи, пращат на една флашка от черниците, историческата комисия потвърждава и вървиме напред. Основният процес е този. Само, че тези хора не могат да го водят. Одговарајќи на новинарски прашања на оваа тема, вчера остри реакции до властите во Софија испратија и шефот на државата Пендаровски, кој бугарскиот претседател Радев го нарече колега кој изнесува невистини во врска со историјата и името на Ванчо Михајлов, а пак премиерот Ковачевски најави дека следната недела до Софија ќе испратат соодветен одговор. Реакција имаше од Европската комисија, која пак во својот допис посочи дека ја разбира реакцијата на македонските власти поврзана со ликот и делото на Ванчо Михајлов и апелираше уште еднаш Македонија и Бугарија да се насочат кон решавање на проблемите.